Ново утро во Тетово. Веќе е 7 часот. Сабајле кога станувам, ги мијам зъбите, се облечувам, земам ташничката и брц од куќа излегувам и се качувам у кола, па идеме до Скопје. Бени и неговиот 11 годишен син Алдин започнаа уште еден долг ден. Тргнаа на училиште. Попат застанаа да ја земат неговата соученичка Лиле. Добро утро. Ајде среќен пат. Веќе се видиме. Среќа да имаш. Чао. Алдин од малечок е со оштетен вид. Мора да патува до Скопје, зашто во Тетово нема училиште за децата како него. Unë nuk punoj, tërë ditën ja kushtoj, tërë kohën ja kushtoj Aldinit, ndërsa shoqja punon privat diçka, kështu që e përballim diçish këtë situatë. Идеме до Скопје, ама до Скопје мачно, таму е многу долг путот. По 1 час патување, пристигнаа навреме во единственото училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во земјава. Во училиштето има 50 на ученици. Некои од нив, иако се уште малечки, живеат во ученички дом, зашто доаѓаат од места далеку од Скопје, а некои патуваат, како Алдин. Да, ето што, не речам. Па што да правим јас сега? Е? Да чуштиш ти. Окей? Алдин имаше тест по математика. Тоа не му е омилена активност, но мораше да биде завршена. Задачите ги решаваше користејќи посебни помагала. Досега доволно вежбал. Ајде сами да се решиш задачата, тишина и самиот и после ќе му прочиташ. И брзо го доби резултатот. Ми се допаѓа ликовното, оти е пократок час, оти математиката ич. Математиката е многу, треба да памтиш, она мозокот треба да си го искористиш. Решено. Ајде. Завод можем јас. Aldini si fëmijë është shumë inteligjent, e mëson gjuhën i ka shumë qejf, gjuhën anglishte veçanërisht e ka ma qejf ta mëson. E mëson shpejt, fjalët i mëson shpejt. Kështu që është shumë komunikativ me çdo kënd ai mund të adaptohet. Ka shoqe, shok, ka si këtu në Shkup në shkollë, ashtu ka edhe në Tetov. Njerëzit e duan pa mas, tepër, ashtu është tipi i tij. Слепите деца во земјава учат од исти браеви учебници веќе 16 години, иако програмата многу пати е менувана. Немам книги толку многу јас. Оти учителката добро сум во читање. Што ја прочита. И ми каже да не земам книги и јас не земам. Знам и да пишувам. И јас таму си ставам писмо и тоа ми го прави на браево. Телевизијата дојде да ме
да ме посети како пишувам Браево. Училниците се многу поразлични од обичните. Се е приспособено за нивните потреби за движење, ориентација, учење. Она што можеме да се пофалиме е новата училишна зграда, во која што, верувајте ми на зборот, е објект кој што ги задоволува сите потреби за оваа категорија на ученици и е работен и изграден по сите стандарди кои што треба да бидат за оваа категорија на ученици. Иако ова е единственото државно училиште за деца и младинци со оштетен вид во земјава, сепак за да се подобри образовниот процес, потребни беа странски донации. Всушност, така изграден и опремен и овој нов објект во кој учи Алдин. Жарко Селковски е председател на Националниот сојуз на слепи лица. Во него има околу 2500 членови. Вели дека бројот на слепи во земјава сигурно е поголем. Не се знае ниту колку слепи деца има. Официјално, настава посетуваат само 50-тината кои учат во Скопје. Веројатно има слепи дечиња кои што уопшто не одат во училиште и препорачуваме до нивните родители, значи да смогнат сили за да ги праќаат децата во образованието и за да се осамосталат понатака во својот живот. Ние би препорачале до институциите, до Министерството за образование, за да се направат што побрзо услови каде што ќе можат дечињата да следат наставата во местото каде што живеат. Кога надлежните не прават многу, индивидуалците ја пополнуваат празнината. Запознајте го Газмен. Тој е слеп и е абсолвент по компјутерски науки. Создава компјутерска квиз апликација со звучна опција, за со неа и слепите ученици да можат да вежбаат за екстерно тестирање. За да ја изработи програмата, потребна му е дата базата со прашањата од Министерството за образование. Po pikërisht mungesa e literaturës, mungesa e qasjes në burimet mësimore, mbani që të vjen kjo ide, ta bëj këtë, kjo është faktikisht është lojë që t'ja lehtësoj çdo kujt që ka nevojë me, të mësoj, sadopak ta ketë më të lehtë nëpërmjet pyetjeve dhe përgjigjeve të mësoj diçka. Од невладиниот сектор ја има, но ја бара поддршката и од институциите за неговиот труд. Реализирањето на ваквите идеи можат многу да им го олеснат учењето на основците како Алдин. За него пак, школскиот ден заврши, го ставија Скопје и се враќаат во Тетово. Што имаше денеска ти настава? Што учев? Македонски, математика, техничко образование. И кога се спремаме да дојдеме од школа до овде, до Тетово, пак се качуваме во кола и влегуваме, го запалиме колата и вид видали ја фаќаме од Скопје. Три пати неделно, Алдин оди во дневен центар за деца со посебни потреби. Болетин, tu si болетин. Tu si болетин, сега ми. Невладиниот сектор обезбеди средства за отварање 4 такви, вклучени во редовните училишта, во Битола, Велес, Штип и овде во Тетово. Овде си се масирам, си правам муабет со учителот Болетин, па има и ова лупа, има такво зацртање што е, има и принтер. Ете, таму е.
Овој пат останатите неколку дечиња не беа дојдени. Тој го имаше целото внимание на едукаторот само за себе. Wat is er zo, maar? Ja, dat is je bot zelf, počin. По завршувањето на домашната, Masaža, sve masaža. дојде време за неговата омилена активност. Ali ti se povravaš? Kaj ste bu? Edin. Edin je diga, se sjeti. Вибрациите од душекот му помагаат на Алдин да се опушти. За разлика од него, веројатно е дека многу други слепи деца немаат пристап до вакви дневни центри. Сушност, повеќето немаат модерни услови. Значи, ја нема да бидам, да кажам, ништо ново, ако ви кажам дека има многу фамилии кои што во изминатиот период се оцелија од Македонија, поради, значи имаше добростоечки фамилии, меѓутоа бидејќи не ги добиваа услугите кои што треба школото да ги или институциите да ги нудат за своите деца со посебни потреби, они се оцелија заради таа некоја шанса која што им се дава на запад. Финансирањето на овие дневни центри ќе заврши за 3 години. Се надеваат дека државата ќе ја продолжи нивната работа. Mendoj se e ardhmja e tij këtu në në Maqedoni nuk shoh për të ardhmen e tij, nga se nuk ka punësime për këto fëmijë që unë mendoj se e ardhmja e tij nuk do jetë këtu, ndoshta, po mendoj se të shkollohet edhe jashtë, nëse ka nevojë. Конечно, време е Алдин и татко му да одат дома. Напорниот ден за нив заврши. За ликовно е полесно. Полесно ми е да цртам, полесна техника. Кој ќе пораснам, сакам да бидам уметник. Зошто? Па, повише ми се допаѓа таа тема.